Добро вечер. Во нередна политичка анализа. Заврши неделата, кога се споени за душница, не знам, и 24 мај, пола Македонија беше раселена по места, по села, по градови низ Македонија, надвор од Македонија, и на некој начин сега се враќаме во нормала. Уште 5 или 6 дена, па ќе почне светско првенство во фудбал, така што некаде до средината на јули ќе биде повлечи, потегни, со гледано, со емисии, со интерес на публиката и на јавноста, и тоа е нормално, знаете. Поминавме низ еден процес неколку години, тензии, знак на прашалник, кој правец ќе суди, што ќе суди, така натаму и така натаму, и луѓето едва чекат нешто позитивно да се случи или нешто различно од политиката. Дел на светското првенство во фудбал веројатно ќе биде тоа. Кафичите, кафаните со овие големи телевизори, со плазми и така натаму, ќе седат, ќе гледат фудбал, 4 надпревари, 3 надпревари тек на денот, така што ние ќе прилагодиме дел на емисиите, нема да го менуваме терминот не сме го менувале никош изминатите 20-25 години, така што нема ни за едно светско првенство да го менуваме терминот на емисијата во центар. Недела 22 часот, во нередни анализи, вторник 22 часот и 30 минути. 3 или 4 емисии од ова последна турнеја која беше во Србија, снимање Хрватска и Босна и Херцеговина, се емитувани, само интервјуто со адмирал Давор Домазет Лош отиде повеќе од 100.000 до 155.000 прегледи, другите ќе бидат некаде 65 до 75.000 прегледи, и тоа покажува две работи, знаете. Едната ме прави многу среќена, која е тоа точната диагноза, тоа е дека мојата публика се помалку сака тој тип на интервјуа. Интервјуа снимени во Хрватска, интервјуа снимени во Босна и Херцеговина, и дел на овие во наводници соросоидни интервјуа снимени во Република Србија, го сакаат Дејан Лучиш, го сакаат Несторовиќ, сакаат некој таков тип на интервјуа, што не ме прави среќен, но овој тип на интервјуа не многу ги сакаат. И под број 2, веројатно YouTube-от, алгоритмот на YouTube-от, тука е разликата во препорачаното од страна на YouTube. Очигледно дека YouTube-от веќе не ги препорача овој тип на интервјуа, значи многу повеќе се оди на интервју или се препорачува интервју со Тито Петковски или со Рамадан Рамадани или не знам со Денко Малевски, така натаму, што ќе рече дека нас во наводници не тера, а ние тоа ќе го прифатиме, да снимеме повеќе домашни интервјуа. Што се случува во овој период кога Македонија на некој начин пола е иселена, пола е останата тука, и јас бев надвор од Република Македонија, споивме нешто приватно, нешто работно, што се вели, Словенија, Хрватска, дел на Северна Италија, велам нешто работно со снимање, некои предавања, некои настапи, така натаму и така натаму. Таму е веќе летна сезона. Туристи, врие, луѓето, знаете како да се пуштени од ланец. Мислам дека после короната влеговме во една фаза кога сите нешто патуваат, ефтини авионски карти, ефтини одредени аранжмани, така натаму и така натаму. Трошат пари, и тоа е потрошувачко општество кое ние помалку или повеќе го прифаќаме, сите сеат на букинг, сите сеат нови ефтини авионски карти, сите прават некакви аранжмани. Меѓутоа, ако треба нешто како кроки да извлечам како одредена поента на тоа што се случува. Во центарот на Лјубљана, во Макдоналдс, например, гледате, ние дојдовме сега во фаза кога ќе излеземе надвор од Република Македонија, децата прво да барат одредени продавници на Макдоналдс, бидејќи нема во Република Македонија. Станавме една од ретките држави на Балканскиот полуостров, не говорам Западна Европа, кај што немаме одредени продавници на Макдоналдс. Во центарот на Лјубљана, половина од Макдоналдсот беа наши студенти кои студираат во Лјубљана. Од една страна, гледате, тоа ве прави среќен, бидејќи среќавате наши луѓе тамо кои одат во странство, кои студираат. Веројатно дел од нив ќе направат и одредени кариери, како што беше ова министерката со потекло од Виница, но од друга страна тоа покажува дека масовно се иселуваат децата од Република Македонија. Дека ние не наоѓаме начин, еве и 2 години оваа власт, претходната власт на Зоран Заев и Димитар Ковачевски, па Никола Груевски, така натаму, и сите правеа кампањи, ги ставаа оние чевли кондори пред владата на Република Македонија, па овие после враќаа со исти чевли кондори дека ќе се вратат. Па Мицковски велеше дека од Луфтханса или не знам каде, од одредени авиолинии им кажувале дека има енормно зголемена поборувачка на авиобилети за враќање назад во Република Македонија, и тоа не е точно. Младоста на Република Македонија се наоѓа надвор од Република Македонија. Под број 2, гледате, на хрватска-српска граница има такви колони 3 часа, 4 часа, 5 часа. И знаете, ако не се организирате добро, не мора дојдете на Бајакова, може дојдете 20-30 километри
полево подесно, дали во Босна и Херцеговина или горе Илок, Вуковар, вие ќе чекате 5 или 6 часа. И тоа ви го развива чувството дека сте во наводници граѓани од втор ред. Не сте граѓани на Европската Унија и тамо каде што се допират тие краи на Европска Унија и држави кои не се дел на Европска Унија, вие на најеклатантен начин ви покажува дека не сте граѓани од прв ред, дека сте граѓани од втор ред, односно граѓани кои не се Европска Унија. Да, чекат тамо и се мачат и граѓаните на Европска Унија кои треба да влезе во Србија, но пораката е останете во Хрватска. Дури мислам дека тие гужви на границите, не говорам за Македонија и за Грција, говорам за Хрватска и Србија, намерно се прават за европските туристи да не се спуштуваат јужна на Балканскиот полуостров, туку да останат на територија на Хрватска. Таму е летната сезона безмалку во полнек, фул по патиштата, значи колони 5-10 километри, сите гранични премини слободни, Шенген зони, трошат пари, трошат бензин, плажите полни и така натаму, што ќе рече дека луѓето живеат еден сосема комотен, спокоен живот, може да си дозволат да трошат пари на почеток на сезона и во тек на сезона и на крај на сезона, веќе нема сезона која трае 1, 2 или 3 месеци и ние мораме да се прилагодуваме на тоа. И како се спуштате под Хрватска во Република Србија? Република Србија е сведена на Белград на вода и она зона на Експо што се гради тамо околу Белградскиот аеродром, Сурчин и така натаму, тамо ќе биде во Експо 2027 или 2028 година, милиарди ќе потроши Александар Вучич и цела Србија е сведена на тоа. И веднаш после Бајаково многу мал број на туристи, дали некакви туристи од Словачка, делумно од Унгарија, веќе нема туристи од Романија или јас не видов движејќи се по патот од Белград до Скопје и ми се чини дека во екот на туристичката сезона полека ќе бидеме заобиколени. Мислам дека тоа ќе се одрази и на бензински пумпи, и на потрошувачка на гориво. Ако се одрази на потрошувачка на гориво плюс патарини, ќе има помалку пари во буџет и така натаму. Гледате, тоа е еден систем на врзани садои. Но пораката која ни ја праќат, гледате, кога вие има една теза која се пласира тука во Македонија и ширум Балканскиот полуостров, дека треба да се прилагодите во наводници дека глупите луѓе всушност ви одлучуваат кој ќе победи на одредени избори. Ја не се согласувам дека е тоа така. Мислам дека најнестабилни се во наводници паметните луѓе кои се незадоволни, не добиле тендери, не се бетонирани партиски активисти, но не се задоволни од една власт, не се задоволни од друга власт и така натаму и така натаму. И тие го одредуваат победникот на изборите. Значи имаат пари, можат да си дозволат да шетат, може да се дозволат да инвестираат, да патуваат така натаму, но не се доволни, не знам, од СДСМ, па не се доволни од Груевски, не се доволни од ВМРО, па не така натаму и така натаму. Мислам дека меѓународната заедница, чита Европската Унија, ги таргетира токму тој контингент на гласачи кои имаат пари, кои ја напуштат Македонија, бидејќи вие што би ги тангирале или што би ги перцепирале тие кои не напуштат Македонија. Нив не ги интересира Шенген, не ги интересира визи, не ги интересира редици на граници, така натаму и така натаму. Ови имат станови на Халкидики, имат станови во Солуни, така натаму. Во најголем дел гласа анти-СДСМ, да речеме на претходните избори 2024 година, не сака Бугарија во устав, не сака уставни измени, бе незадоволни од Заев, незадоволни од Ковачевски, веројатно со полно право. Тие сега ќе чекат по 5 сати. Џабе им се бугарски пасоши, џабе им се коли со бугарски регистрации. Тие ќе чекат на граница со Грција. Ќе чекат по 5 сати или ќе треба 3 на Сабајле да станат, додат на граница. Тој контингент на гласачи. Полека Европската Унија ќе ги прави да им омрзне ВМРО ДПМН и Христан Мицкоски. И после 1 или 2 години ќе речат, види, ти можеш да чекаш и 15 години да влезеш во ЕУ. Ние сакаме веднаш. Не дека тие ги баштинат европските вредности. Не сакаат да чекат на граници. Видите, многу се едноставни мотивите, многу едноставна логиката, многу се едноставни лукративните причини. Тие земале бугарски пасоши да не чекат на граница. Ај што земале бугарски пасоши, ај што ги продале сите своји предци и тоа око не им трепнува, но сега и тоа што го направиле пак мора да чекат на граница со Грција. На тој начин ќе се создава во експреслонецот одредено ферментирање, одредено триење. И ние ќе дојме до одредена точка кога, знаете, уставните измени ќе станат не неминовни, туку ќе станат, знаете, споредни. И главната дилема ќе биде тоа што Александар Николовски, вице-премиерот во оваа влада, го кажа во своето гостување на подкастот
на Коха, на вестникот Коха или Коха телевизија. Не можам точно да дефинирам, кој вели дека Европската унија не сака да ја прими Република Македонија и не сака да направи проширување со земји од Западен Балкан. И на крајот на денот ние ќе дојдеме до одредена точка да се ирелевантни уставните измени. Клучно ќе биде прашањето сака да не прими Европската унија или не сака да не прими. Кога ќе излезете надвор од Република Македонија, вие сваќате дека ние всушност и не припаѓаме таму. Сега, домашната задача која ние тука треба да ја сработиме и да ја направиме, како изгубивме 30 години, како со таа Словенија сме биле во една иста заедничка држава, а сега кога излезете од Словенија во Австрија или во Италија, вие имате чувство дека ја напуштате поразвиена држава и влегувате во понеразвиена држава. Во Австрија и во Италија. Италија е една од 6 држави, најмокни држави, кои всушност се креират европската политика и при тоа не одите, не знам, во Сицилија, одите Трст, одите Венеција, одите Милано и повторно имате чувство дека во Словенија е се на повисоко ниво. Бензински пумпи, патишта, организација, инфраструктура, се. Сме биле до пред 35 години во иста држава. Што побогу направивме во овие 35 години, за тоа јас не да не се намало, туку драматично да се зголемува. Ке ме изминете за малку подолгиот вовет, не сум снимал домашни интервјуа 1,5 месецот, но се снимив со Рубин Земон, тоа беше некаде пред 2 недели, што ќе рече ми фали, нели говорење, ми фали одреден тип на интервју, одреден тип на комуникација, интензитет на таа комуникација. Во текот на вчерашниот ден излев 2 интервјуа. Едното интервју на Стео Пендаровски на државната телевизија и второто за Коха на Александар Николовски. Да го анализираме малку интервјуто на Стео Пендаровски. Прво, Стео Пендаровски потврди, без малку 100% потврди, се оно што сме укажувале во овие подкасти, односно во овие наши вонредни политички анализи и преговори за враќање на Груевски, и што се случувало и како се случувало. Гледате, на крај на денот тој вели, јас не бев подготвен да потпишам амнестија за Никола Груевски. И на крај сите тие разговори во председателската резиденција, на која присуствува тогашниот државен врв на Република Македонија, плюс неизбежниот Али Ахмети, плюс поранешната американска амбасадорка, плюс поранешниот евроамбасадор во Република Македонија, на крајот кога треба да се повлечи црта, Стео Пендаровски не бил подготвен да потпише амнестија за Никола Груевски. И тука се прави одредена кармакаша, човек кој припаѓал на огнените момци, кој сега прераснува политичка партија или коалиција влен, земал дел или одреден транскрипт од тие разговори, па тоа било аудио фајлови и така натаму и така натаму. Јас не верувам во тоа. Се ми се чини дека преку Струмичкиот клан и преку Стео Пендаровски таа снимка е доставена до ВМРО ДПМН. Зошто? Бидејќи враќањето на Никола Груевски ќе значеше крај во наводници на таа тајна коалиција, која се повеќе не е тајна, туку е јавна коалиција на Зоран Заев и на Христијан Мицкоски. Гледате, сега само што требаше да ја кажеме вонредна анализа, стигна вез за одредено приведување на поранешниот потпредседател на СДСМ, градоначалник на општина Карпош и директор на Царинската управа на Република Македонија Стефан Богоев, па Цанко Джемо е партиски активист. Гледате, човекот втор, трет случај топал оброк 3 пати на ден. Мислам дека и едниот и вториот беа мембарси на емисијата во Центар. Значи, спакувани за одредени трансакции, транге, франге операции во Царинската управа на Република Македонија. На крајот на денот, пола Зоран Заев, пола Миле Зечевич ќе ви бидат гробари на функционирањето на СДСМ. Тоа е двојката која преговараше, а не сакаше да се случи враќање на Никола Груевски. Тоа е двојката која во наводници ви ги продаде парламентарните и председателски избори 2024 година. Тоа е двојката која го држи Венко Филипче на чело на СДСМ, обезбеди кворум на Конгресот во јануари, зашто бидејќи и едниот и другиот имат путер на главата и се во одредени пазарлаци, дали со Христијан Мицкоски, дали со Панче Тошковски. Ке жртвуваат се живо и диво околу нив. Гледате, Стефан Богоев го натера да биде за СОТЕ, да работи за СОТЕ, да лобира за СОТЕ и на крај ќе го стават на топол оброк 3 пати на ден. Екипата од ТЕЦ Неготино заврши на топол оброк 3 пати на ден, па ја пуштија. Екипата поврзана со оваа афера Мазут заврши на топол оброк 3 пати на ден, па ја пуштија надвор. И суштината
на сите ферментирање на политичката сцена се токму околу овие 2, 3, 4 играчи, половина од нив се на власт, половина сака да се спасат да не завршат на топол оброк 3 пати на ден, и сите околу нив, како на некое минско поле, дали денес, дали утре, дали за 1-2 месеци или пола година, летаат во ваздух. Суштината што сакам да кажам, Стео Пендаровски во тоа свое интервју кажа 2 или 3 поенти. На прашањето дали ќе има предвремени избори, тој беше скептичен дека може да има предвремени избори. Не ги исклучи, но беше скептичен дека може да има предвремени избори. Неговата теза дека на предвремени избори се оди во 2 ситуации. Ако владеачката гарнитура, партијата која е на власт, ВМРО-ДПМН, на тие избори може да го зголеми својот изборен резултат. Локалните избори покажа дека ВМРО-ДПМН тешко ќе го повтори резултатот од 2024 година, не го исклучувам тоа, но според бројките, според трендовите, ВМРО-ДПМН тешко ќе има поголем број на пратеници во споредба со 2024 година. И под број 2, ако се намалува разликата помеѓу опозицијата и помеѓу власта. Тоа не се случува иако рейтингот на ВМРО-ДПМН на некои анкети е паднат под 25%, а рейтингот 25% е црвената линија под која ВМРО-ДПМН не сака да оди и веднаш оди на предвремени избори во Република Македонија. Под број 2, Стео Пендаровски очекува дека би можело да има опозицијско окрупнување не сега, 2027-2028 година. Што тоа значи? Дека ќе чека евентуален нов пораз на Венко Филипче. Според анкетите не е евентуален, туку неизбежен пораз на Венко Филипче на предвремени или на редовни парламентарни избори во Република Македонија. И под број 3, тој политички би се активирал ако се обезбеди опозицијско окрупнување, невладин сектор, невладини организации, малцински групи, одредени етнички групи, така натаму, значи нешто слично како што тој вели, што било 2016 година. Што ќе речи порака до Зоран Заев. Тој би сакал да биде лидер, не на СДСМ, туку на еден таков фронт, а Зоран Заев да учествува во еден таков процес или во еден таков фронт. И тоа само покажува дека во Струмица сега ферментират одредени политички процеси. Таму оди на баци рака и Горан Герасимовски, и Стео Пендаровски, можеби и Оливер Спасовски, сите со порака до Зоран Заев дека тие би биле подобро решение од Венко Филипче. Но клучно е прашањето дали на Зоран Заев и на Христијан Ницкоски му одговара подобро решение од Венко Филипче. И под број 3. Се ми се чини дека Стео Пендаровски е најпосакувано решение на чело на СДСМ или на чело на опозицијата за ВМРО-ДПМН. Ако се вратиме 2 години назад, тоа е 2024 година, клучниот карамбол е првиот круг на претседателски избори. Јас тоа постојано кажувам дека најголема грешка на СДСМ е што ги спои претседателските парламентарни избори, го направија тоа сметајќи дека Стео Пендаровски би можел да даде енергија, да има подобар резултат и на бранот на тој подобар резултат и СДСМ да има добар резултат на парламентарните избори. И 2019 година Стео Пендаровски не испорача добар резултат, не испорача добра политичка енергија и првата метла или чистка на Зоран Заев почнува после претседателските избори кога на мускули победува Стео Пендаровски. И огромното фиаско, 160.000 гласови освои Стео Пендаровски од првиот круг на претседателски избори. Значи најлош резултат до тој момент беше тоа најлош резултат во историјата на СДСМ. Полош и од Владо Бучковски, полош и од Љубомир Фрчковски, полош и од Радмила Шекеринска. Тоа беше само прашање на техника како СДСМ ќе биде патосиран на изборите парламентарни на 8 мај 2024 година, бидејќи веќе се видува резултатите од првиот круг на претседателските избори. Така што ВМРО-ДПМН целата своја стратегија според мене ја темели токму на Стео Пендаровски. Еролд Муслиу, Стео Пендаровски, гледај, тие го остават 360 степени концептот. Тамо Стео Пендаровски да промовира, па тука е Катерина Блажевска, па тука е Билјана Секуловска, групата или групацијата Спасови, така натаму, Ана Чупевска. Значи тоа е една група која го држува полусоросоиди, полунесоросоиди, која го држува пламено дека Стео Пендаровски може да дојде на чело на СДСМ и нешто спектакуларно да направи, ВМРО-ДПМН тоа го чека. За мене на Венко Филипче со Стео Пендаровски е нешто најдобро што може да му се случи на ВМРО-ДПМН, бидејќи тогаш агонијата во СДСМ или агонијата во опозиција само дополнително ќе биде продлабочена. И денес со анализа на Facebook го пуштија Драган Павлович Латас, ги скецира сите точки на Стео Пендаровски, поентите кои кажа Стео Пендаровски, и тоа само го бетонира впечатокот дека Стео Пендаровски е посакувано решение
за ВМРО-ДПМН на чело дали на СДСМ, дали на македонската опозиција. Второто интервју на Александар Николовски дадено за Коха. За разлика од Христијан Мицкоски, кој е влезен во една патетика ала Александар Вучич, и тоа помалку ми прави задоволство, бидејќи таа патетика ала Александар Вучич се помалку е прифатлива тука во Република Македонија. Дека таа фама која е направена, дали поради албанските политички партии, дали поради коалицирање со Влен или евентуално коалицирање со ДУИ, значи таа парадигма која отворивме некаде пред 4 или 5 години за српски свет и влијањето на српски свет тука во Република Македонија, подоцна се на тоа на Калемова, Љупчо Георгиевски, Имо Величковски, така натаму. Сега полека почува да му прави проблем на Христијан Мицкоски и тој пред средбата во Белград со српски премиер, со Александар Вучич и така натаму, мораше да потпиши договор за стратешко партнерство со Андреј Пленковиќ тука во Република Македонија, рече дека притисокот на српски свет, не само поради домашната јавност, туку и дел на извештајот на Европската комисија, на Европскиот парламент и така натаму, значи се постава како одредено прашање, че овие представници на Европскиот парламент кои се задолжени за Македонија тоа постојано го стават во овие извештаи. Што кажува Александар Николовски, значи за разлика од Христијан Мицкоски кој со својата патетика кој треба 10 или 15 години нема да се дозволи идентитетски нарушувања, никој не бара идентитетски нарушувања во Република Македонија и дека ова влада е подготвена да издржи 10, 15, 20 години Македонија да не влезе во Европската унија, бидејќи не сака да прифати никакви идентитетски нарушувања или идентитетски бомбардирање на македонскиот идентитет. Александар Николовски вели не очекува проширување на Европската унија. Дека 5 од 6 најголеми, најзначајни држави во Европската унија кои ја креират политиката на Европска унија, претпоставам дека тоа е Германија, Франција, Шпанија, Италија, Полска, дека само Полска се залага за проширување на Европската унија. А Туск, премиерот на Полска, е човекот кој го рушеше, кој го избрка Виктор Орбан од партијата на ЕПП или десните политички коалиции или демохристијанските партии и не е во најдобри односи со ВМРО-ДПМН. Значи под број 1 Александар Николовски вели не очекува проширување на Европската унија, бидејќи има замор кај 5 од 6 најзначајни држави на Европската унија, дека од 2013 година имало доволно време, 13 години, тие да покажат подготвеност да дојде до проширување со некоја држава на Европската унија, иако се влези во еден таков процес ако Европската унија го смени својот наратив и од неприфаќање на проширување се оди кон проширување Украина, Молдова или Молдавија, Црна Гора, Албанија, Србија и Република Македонија, тогаш проблемот со Бугарија се решава за едно попладне или за едно предпладне. Гледате, драматично различно од Христијан Мицкоски и дека во овој простор Македонија нема што да бара, ние нема да одиме Кина или Доналд Трамп, нашиот стратешки партнер е Европската унија. Под број 2 гледате има таму на крајот на интервјуто, на прашањето што ќе се случи ако ДУИ освои повеќе гласови на следните парламентарни избори во споредба со коалицијата Вреди. Николовски вели тоа се теоретски прашања на кои тој не сака да одговара. Што ќе рече дека или ВМРО-ДПМН, или Мицковски, или Александар Николовски одржуваат добра комуникација со Али Ахмети и со Демократската унија за интеграција и дека не отфрлат можноста дали победник со победник или во некаква друга форма, дали тоа да биде законско, незаконско, подзаконско, надзаконско решење, тотално небитно. Значи, ако не сака да одговара на теоретски прашања, не сака да даде категоричен одговор, ќе коалицират или нема да коалицира со ДУИ и со Али Ахмети. И под број 3. Значи, доаѓаме до суштината на политичките разврски. На прашањето дали ќе има предвремени избори во Република Македонија, вели не очекува да има предвремени избори. Гледате, главниот ребус на политичката сцена, на политичките разврски, дали ќе има или нема да има предвремени избори во Република Македонија. И тоа во најголем дел зависи од два датуми, од две дати. И двете се спојуваат 2029 година. 2029 година истекува мандатот на Гордана Селјановска, значи мора да имаме, ако нешто не се случи до тогаш, импичмент, не дај Боже одредени здравствени проблеми, закани за деменција, неможност за спроведување на функции, така натаму, значи се она што вие го слушате во политичките кујни, политичките шпекулирања, че мандатот на Селјановски истекува 2029 година. За да истечи порано, мора нешто спектакуларно да се случи.
Мандатот на Мицкоски на чело на ВМРО ДПМН истекува 2029 година. Да предпоставиме дека ова есен ќе има парламентарни избори во Република Македонија или наредната пролет, почетокот на 2027 година. Па еве да прифатиме дека ќе има и редовни парламентарни избори 2028 година. Значи, локалните избори 2029 година и председателските не ви се гаранција дека може да биде обезбеден цензус, ке се оди на мускули, полнење на кутии, касапана од типот на Мендух Тачи. Значи, предвремени председателски, редовни председателски избори мора да бидат во пакет со редовни или со предвремени парламентарни избори во Република Македонија, ако Македонија сака да биде сигурна дека ќе биде обезбеден цензус од 40% плюс 1 глас. Беше менуван за Бранко Цренковски да победи 2024 година. Гледате, се спојува 2004 година, па се спојува 2024 година првиот круг на председателски, односно вториот круг на председателски со парламентарни избори во Република Македонија. Зошто се прави тоа? За да биде обезбеден цензусот, бидејќи ако се влезе со два кандидати, сите овие други политички субјекти нема да учествуваат. Па погледнете што се случува на вториот круг на председателски избори. Не гласат албанските политички партии. Ако не се дополнително мотивирани да има локални избори или во најголем дел парламентарни избори, те не излегуваат на гласање. 100 гласачи, не знам, по Сара и 100 гласачи во Рачиново, 100 гласачи во Западна Македонија. И на тој начин, ако не биде избран председател во втор круг на председателски избори, не влегуваме во политичка криза. Се распишат нови избори, тогаш премиерот не може да остане на чело на владата, во пакет се прават и предвремени парламентарни избори, така што мора да биде спојено, ако има 2028 година редовни парламентарни избори, тогаш огромни се шансите да има и предвремени избори 2029 година во пакет со председателските избори. Освен ако не се оди на уставни измени, да се смени уставот на Република Македонија и председателот на државата да се избира во парламентот, да се влезе во некој албанско сценарио, да се влезе во некој грчко сценарио, но тоа ќе значи дека вие мора да имате 81 глас за избор на председател. Бидејќи тој е татко на нацијата или мајка на нацијата, вие не можете да го изберете со 61 глас или со 62. Киро Глигоров беше, па се смени уставот на Република Македонија, па се отиде на непосредно гласање за избор на председател на државата. Или да се натера Гордана Селјановска предвреме да се повлече од функцијата, па со некои предвремени избори 2027 или редовни 2028 година да се напрати председателски избори во Република Македонија. Но тоа знаете, оди во еден правец дека политичките процеси и во еден или во друг правец се со сериозен знак на прашалник. Што сака Мицкоски? Што ќе прави Мицкоски? Кој пат ќе го фати? Кој наследник ќе го избере? Гледате, тој ги постави своите луѓе на одредени позиции, директор на Македонска телевизија, Соте Лукровски, градоначалник на Карпош. И токму неговите играчи или тој тесен круг на луѓе околу Мицкоски најмногу потврдли во изминатите 2 години. Дали генералниот секретар ќе го прати во Албанија, па ќе се обрати на албански јазик, дали Панче Тошковски има одредени политички амбиции. Гледате, Орце Георгиевски, градоначалникот на Скопје, кој, гледате, видливо се приближува до Христијан Мицкоски, има блиски односи со неговата сопруга, одредени акции, така натаму, ручеци, хуманитарни операции, хуманитарни акции. Вели Мицкоски заслужи уште еден мандат на чело на владата и на чело на ВМРО ДПМН. И ке слушате такви информации се повеќе во наредниот период, под број 1 да се доближат до Мицкоски, да му ги кренат акциите, и под број 2, ако самите се чувствуваат дека се неспособни да победат во внатре-партиска трка, тога зошто да не остане Мицкоски и се купат дополнително време и дополнително, ако може, да си ги засилат своите позиции. Значи, сума сумарум, предвремени парламентарни избори ќе ги ставате во знак на еднаквост, во корелација со председателски избори во Република Македонија. Председателски избори изолирано, без локални и во најголем дел без парламентарни избори се сериозен знак на опасност дека може да бидат неуспешни. Ако бидат неуспешни, тоа е сериозна политичка криза во Република Македонија. И ајде да ја финишираме ова вондерна политичка анализа. Изминатите неколку недели, да не речам изминатите неколку месеци, МИ-6. Тоа не значи агенти на МИ-6. Тоа значи британска некоја политика. Тоа значи дека некоја британска платформа или некоја британска, полубританска операција
работи на проект или на процес на формирање на нова позиција во Република Македонија. Гледате, тие многу практично размислуваат. Левица не може да го пополни тој простор, СДСМ се потешко може да го пополни тој простор и ти одат на варијанта одредени независни кандидати. Ги земат локалните избори, бидејќи локалните избори последни си има случајно во Република Македонија. Дали Куманово, дали Битола, дали некои општини, дали луѓе кои биле дел на СДСМ или дел на некои други политички субјекти, па излегле, па сами трчале на тие избори. Значи, од редот на независни кандидати имат неколку средби, неколку запознавања, предавање. Со тек на време, веројатно, од таа група на независни кандидати, независни листи, независни градоначалнички имиња, тие ќе изберат 1, 2, 3 имиња и околу него ќе градат некаков наратив или некаква платформа за формирање на нова политичка партија или на нова опозиција во Република Македонија. Тоа е поприлично сериозен концепт и сериозен проект, тестиран во други држави, не само во Западен Балкан, туку во источна или поранешна Источна Европа, за некакви средби во една, хајде да не го спомнувам името, елитен хотел, елитна кафана во центарот на Скопје, во близината на општина Центар, имало неколку работни средби, кои траеле по неколку часа, каде што оперативно се разложувале, се разлобувале плановите, се гледало што, како, се давале одредени инструкции, кафе пење, запознавање, така натаму и така натаму. Кога ќе подвлечете црта по тој процес, тоа значи дека меѓународната заедница, а тоа не е Европската унија, туку е НАТО алијансата, бидејќи ние сме членки на НАТО алијансата, затоа се вклучува Велика Британија, која не е членка на Европската унија, но е членка на НАТО алијансата. Значи, британците ќе го водат тој процес. Се смени амбасадорот, имавме 1, 2, 3 емисии, интервјуи, каде што нели под знак на прашалник го стававме однесувањето на британската амбасада, па воената шеф, па амбасадор, па што се случува, па како се случи, така натаму и така натаму. Очигледно британците не биле задоволни во наводници од близината на амбасадорот со актуелната власт или не близината со опозицијските структури и сега работат на процес, веројатно зад завесата, надвор од ингеренциите на амбасадорот или на амбасадата на формирање на нова опозиција во Република Македонија. Тависток, ќе имаме интервју во недела, или Тевисток, тоа е центарот кој всушност може во реално време, во секој момент да направи анализа, прогноза што може да се случи било каде, на било која точка, на било кое место на земјината топка, вклучително и во Република Македонија. Така што, ако Апасиев не го пополни просторот, очигледно не го пополнува, може би Венко Филипче, ако не го пополни просторот, без разлика на сите оптимистички најави дека расте рейтингот, дека еве се консолидирале, прават нова мрежа, нова организација. Ако ова група за промени не го пополни просторот, гледате 6 месеци, 7 месеци, вие ги чекате да се појават нешто да кажат, тие се како овие реки понорници, постојна јама под земја, тамо прават некакви пируети, одредени процеси кои вие не ги гледате, може би по 20, 50, 200 години. Ке ги видите, во моментот не се гледа. Странците им збоктисало и почнат да прават нова опозиција во Република Македонија. Тоа ќе го определи политичкиот процес или политичките процеси во наредниот период. Ке внимавате нова емисија, 2 јуни 2026 година, во емисија се кажуваат некои работи кои ќе се случат во наредните 1 или 2 години. И тука некаде ќе завршиме анализата. Бидејќи рамката и крокито го поставивме и сега вие сте доволно паметни, доволно интелигентни самите да си ги наредите елементите внатре во таа сложувалка. Ново дружење, недела 22 часот, нова анализа, вторник 2 часот и 30 минути, до недела до вторник, пријатно вечер Македонија, каде и да си.